Добар ден. Заврши втората сеанса на владино-експертските и НВО организации и личности околу процесот на декриминализација на канабисот и вклучувањето на џоинтот во општата употреба. Се разбира, ако сакате од сабаје, например, едно кафе со канабис, може да биде изводливо во Македонија, ако се преминуваат некои правила и стандарди, како што тоа веќе се прави, например, во Амстердам и се разбира и некои други десетина земји. Јанаки Митровски адвокат и човек кој е фронтмен на процесите на легализација. Конституирани се три главни процеси, три главни области кои треба да бидат завршени во наредните 5 до 6 месеци. Декриминализација на употребата на канабисот. Што се пречките на тој план? Пречките на тој план не се сериозни. Политичка волја, доколку постои, тоа може да се направи за релативно краток период, затоа што треба да се сменат два закони, кривичниот законник и законот за контрола на опојни дроги, или да се оди на она што ние се залагаме од билка на посебен закон за канабис, затоа што опфаќа многу области и се плашиме да не дојде до колизија на норми. Така да сем политичка волја, а политичка волја е присутна дури конкретно за декриминализација на канабис, дури и кај оној по-конзервативен елемент во политиката, затоа што едноставно тоа би значило запирање на кривичен прогон за луѓе кои што користат канабис за лична или така наречена рекреативна употреба, кои што не се занимаваат со продажба на канабис. Ако го следам соопштението или пишаниот текст после средбата на ова поголема работна група, има една димензија која остава прилично празен простор за флексибилни токувања, а тоа е фокусот на политиките од полициско-судскиот систем кон здравствено-социјалниот систем. Тоа значи дека се предпоставува дека може да има социјално-здравствени проблеми, па тие треба да се акцептираат на начин во кој ќе биде изложена можноста од превенција, куренција, Не се го дочитале до крај. Тоа е социјално-здравствени проблеми кои што произлегуваат од вашиот прогон како последица на криминализацијата на канабис. Односно, постојат луѓе кои што лежат затвор за смешни количини канабис, кои што се под кривичен прогон и се под претња дека ќе добијат 3 до 10 години затвор. Тоа е поентата на тој дел од соопштението, кај во делот на декриминализација на канабис. Депенализација на канабис би значила состојба да постои како кривично дело, но низ пракса судовите и судските органи би оделе со опомени, административни мерки, советување и така натаму, додека легализација е веќе еден поширок поим, кој што подразбира цел сет на измена на цел сет регулативи и во насока на овозможување на лична употреба на канабис. Ако ова депенализација, тоа значи дека сторувањето на делата на прекомерна употреба, на незаконска употреба и така натаму, значи дека во битието тоа дело би се третирало без оглед како ќе се третира како незначителна општествена опасност. Би се третирало дека е казниво дело, но отсуствува пенална казна, токму поради нискиот степен на кривична одговорност на сторителот. Тука повторно говориме за лична или медицинска употреба, не говориме за продажба. Што значи дека кога ќе биде направено битието, речем, и во едниот и во другиот случај, прашањето на декриминализација и прашањето на употребата на канабисот? Ви го разбирам прашањето. Дали ќе правите посебен закон за прекршоци или во рамките на кривичниот законник ќе се изврши и депенализација? Не, треба да има интервенција и во законот за прекршоци против јавен ред и мир, затоа што во однос кога не постои кривично дело, а оддавање на употреба на било кои наркотици на јавни места е казниво по законот за прекршоци против јавен ред и мир во член 20, иако и кај нас постои крива пракса, например ако Васица Чумовски или мене, излезам од ова студио и полицијата ме претреси, ми најде една цигара џоинт која што не ја конзумирам во моментот, јас повторно би бил поради таа крива пракса, кај нас е праксата во главном најголем проблем, поради недореченоста на законите и симбиозата судство-обвинителство, и ме фати со еден џоинт, јас ќе одговарам по тој член, иако фактички, де факто, јас не се оддавам
на конзумирање, туку само го пренесувам што пак не е казниво. Легализацијата во основа треба да го опфати производството, преработката, продажбата и така натаму. Кој тоа ќе врши контрола? Затоа е предвидено од статусот на од државен аспект. од статусот на елаборати до производство, пласмани и така натаму. Бидејќи е широк диапазон на действија кои што треба да се прават, се предлага и ние тоа го прифаќаме, еден од нашите предлози да се основа посебна агенција за канабис или посебно оделение при Малмет, ако не сакаме да преоптоваруваме нели само со агенции, но навистина е нужна агенција баш поради ова што го зборите, бидејќи се потребни и научни истражувања, легислатива, меѓународна соработка и така натаму. Тоа би било агенција за канабис која што би соработувала со фармацевскиот факултет. Денеска на фармацевски факултет можете да направите контрола на хемиски состав на масло од канабис и она што е исто така наш предлог, а дел од работната група е еден професор од земјоделскиот и двајца професори од земјоделскиот факултет и основање на институт за канабис при земјоделскиот факултет. Би сакал само да ми дозволите да појаснам во однос на легализацијата. Се оди во насока на тоа да се регулира лична употреба за така наречени рекреативни цели, медицинска употреба и бизнис делот во смисла на тоа да треба да се дозволи да има можност секој што има медицинска потреба, која што државата препознава дека канабисот е апликативен како медикамент, да се дозволи дома да одгледува одреден број растенија, затоа што за нас е парадоксално да вие како бизнисмен тоа може да го правите за пари, а јас за да се себе лекувам не успеам да го правам. Оние што користат за лично или рекреативна употреба да имаат исто така одреден број растенија, затоа што би било парадоксално она што премиерот го најавува дека кофишопови ќе се продава, а јас за себе да не можам да одгајувам, но и можноста за развој на бизнис секторот да постои преку така наречени кофишопови, социјални клубови, како сакате наречете ги. Сега тука има мала разлика затоа што по она што јас го препознавам, ја не сум имал директен контакт со тој човек, меѓутоа по тоа што јас го препознавам, премиерот веројатно ќе се фокусира да тоа биде дозволено само во кофишоповите. Ние се залагаме да не биде казниво и конзумација на јавни места со оние ограничувања кои што се нормални секаде, да не биде во близина на градинки, основни средни училишта и така. Холандија, на пример, Амстердам и Петката веќе се промислува дали тоа треба да биде на таков начин експонирано. Не се промислуваат, они ги затворија пола кофишопови со одредба дека треба да биде подалеку од 500 метра од основни школа, градинки, средни школа. Се затворија со самата таа одредба се затворија половина кофишопови во Амстердам. Значи се затворија за да не биде достапно до децата, така? Во смисла е така, меѓутоа треба Како тогаш мислите дека дома би било дозволено да си засадите едно снопчек канабис во услови кога имате едно дете, ќе имате и повеќе деца, ќе доаѓаат деца и така натаму? Тоа вие бидејќи тргате од претекстот дека ако е забрането и дека детето нема да конзумира. Јас како малолетен сум почнал да конзумирам канабис, многумина луѓе како малолетни почнале да конзумираат канабис и тоа што било забрането не ги спречило. Јас па сосема спротивно сметам дека ќе биде ефектот и дека доколку биде дозволено дека многу ќе биде помал ефектот на забрането јаболко и дека ќе падне и секаде каде што е, тоа можете слободно да го проверите, а ако имате време, секаде каде што е полиберализирана политиката, паѓа преваленцата на употреба на канабис кај помладата популација. И само за крај, јас кога вршев истражување, тоа беше во 2014, малку постара информација, се информирав преку European Monitoring Center for Drug and Drug Addiction, тоа е децентрализирана агенција на ЕУ за дроги. Има една чудна информација да во Холандија, која што се смета за најлиберална, младите меѓу 18 и 25 години имаат преваленца на користење која што е пониска која што е значително пониска од европскиот просек, додека оние меѓу 35 и 45 години имаат повисока од европскиот просек. Зашто е тоа така, не можам да разберам. И едно нешто ќе ви кажам, затоа што имам пријатели што живеат во Холандија. Кај нив, доколку конзумирате канабис на дневна основа, во основа ве гледаат како неизживеан човек, односно кај нив е тоа веќе преминато.
Едноставно без сметаат за сељак, народно кажано, не е живан. Ја имам моја другарка која живее во Холандија, која вели јас 2 пати годишно конзумирам канабис, кога ќе дојдат од Скопје другарки и ме тераат да одиме во кофешоп. Ова многу ми е чудно што инсистирате на либерализација и во домашни услови, но тоа предполагам дека ќе добие некаква нормативна рамка. Ние не бегаме од државна контрола, задолжителна регистрација при Малмет и И задолжителна... како не бегате од државна контрола, кој ќе ви влезе дома без налог и без сомневање? Како ќе правиме дома на балкон канабис? Еве сега ќе ви кажам Ајде, како. кажи. Ќе треба да си имате услови во својот дом, каде што ќе можете да имате изолирана просторија во која што ќе може да влезе инспектор при Малмет или при агенција за канабис и Тоа значи дека треба да го пријавите тоа дека ќе го правите. Па тоа ви велам дека треба да се регистрирате. Во основа либерализацијата на канабисот освен здравствените добива сега и не добива туку во основа и економски провокативен да речем, се базира на една перцепција дека тоа би можело да носи на државата нето прилив околу од 150 до 250 милиони евра и таа лицитација постојано ќе биде. Да ја земам предпоставката дека тоа ќе биде таков голем бенефит. Меѓу тој бенефит и слабостите што може да создадат во ова едно често пати асоцијално општество, каде што може луѓето да се дозираат, да се предозираат, да стануваат агресивни. Тоа се рамни? Не сакам да ме сватите погрешно, имам почит за вас, ниту сакам да ме навредам, меѓутоа навистина мислам дека не сте информиран на оваа тема за да кажувате дека некој од канабис би станал агресивен или дека би станал асоцијален. Сето тоа е или па дека може да се предозира физички, е невозможно да се предозирате од канабис и до ден денес во светот не постои ни една смрт. И сакам и така да останам за да не се предозирам. Ни една смрт, па и не може да се предозирате и да сакате, ни една смрт нема која што е директно поврзана. Буквално ни една илјадници години канабисот се користи, која што е во канабисот. Во однос на економскиот дел, сега ќе ви кажам, во Сдруженијето за канабис и зелени политики Билка, чиј моментален втор председател сум, нас не е тоа од секундарен интерес. Затоа што примарниот интерес кај нас секогаш треба да биде достапност на квалитетно масло или квалитетен канабис за пациенти и дестигматизација и декриминализација на уживателите на канабис. Економските бенефити секако се добро дојдени, но за нас треба да бидат секундарни. Факт е дека оваа влада, и мене ми замери министерот Филипче, бевме на една дебата кај по Петревски на 360 степени, јас бев фрапиран, односно и ден денеска мене ми е многу страшно што министер за здравство му е примарна цел економски бенефит. Се знае на министер за здравство што треба да му биде примарна цел, доколку економскиот бенефит на овој или на оној начин зависи кој модел ќе го примените, секако ќе го има. Она што и вие звучите како сите оние што се противат на декриминализација на канабис, дека готово сега ќе се случи слободна употреба на други, сите ќе се дрогираат, тоа апсолутно не е точно. Јас сум вршил истражување и секаде каде што е тоа случено се намалува употребата на други, а не се зголемува. И тоа исто така слободно може да го проведе. Секоја либерализација има ограничувачки фактори, дури и во пенализацијата. Според тоа не може да ни го земете правото на дискреционо сомневање и на заштита. Но вашето сомневање не е основано тоа. Кој вика дека не е основано? Јас. Тврдите дека нема ни... Добро, тоа ми е на одреден начин сатисфакција. Ајде да продолжиме околу економските бенефити. Бидејќи сте протеже на идејата за легализација на канабисот и може човек да биде на одреден начин со едно око задоволен што тоа би можело да се случи. Прашањето е сега... И се со едно око сте задоволен. Да, се со едно око. Знаете, секоја новина во државата во која нема стандарди. Добре, да, тоа е кај нас и прашање е системот колку е спремен, затоа што прво нема регулатива, второ капацитетите, јас се согласувам дека треба да бидеме малку и пообјективни, прашање и капацитетите колкави се, меѓутоа токму тоа и сега се обидуваме да го направиме, да изградиме соодветна регулатива, а за капацитетите треба да се обратите кај државните органи, бидејќи ние таму немаме влијание. Ама ако сте аналитичар, треба и тоа да го анализирате. Не можете да дома да им викате на децата нема достапност, кафулињата не смеат да бидат до училиштата, затоа ви зборувам за социјален амбиент, дека е возможно тоа да бидат направени кафулиња
во близина на училиште. Едноставно со регулативата ќе се блокира, нема да биде дозволено да се отвара кофишоп во близина на училиште и тоа се решава на многу елегантен начин. Колка ќе биде бројот на каков е бенефитот од обртот на засадување и на преработка и на пласман? Тоа повторно зависи од моделот за кој што ќе се одлучиме како држава, затоа што да речеме во Холандија исто така, не знам колку знаете, се направи измени, иако тоа во пракса не функционира, се направи измени дека само холандски државјани може да купуваат канабис со цел да го елиминираат така наречен канабис туризам, меѓутоа тој се уште постои во голема мерка. Ако се оди на тоа да се привлечат туристи и ако би одело преку така наречени кофишопови и социјални клубови, бенефитот е поголем. Премиерот излезе со еден износ од 100 милиони евра кој што не знам од каде го извади. Еве за споредба можеме да земеме сојузната држава Илионис во САД, која што има 4,2 милиони граѓани, значи да речеме двојно поголема во популација од Македонија, која што го легализираше канабисот во медицински и рекреативни цели лани во јануари и за цела 2020 година генерираше 1 милиарда, од кои 660 беа од рекреативен, а 340 беа од продажба на медицински канабис. Не само фракција од тоа да оствариме, ќе биде добро, меѓутоа сега повторно сакам тука да изразам и јасна скепса, затоа што знаете како инсистира на тоа, барем по изјавите, аз тоа го препознам од премиерот, дека треба да биде дека треба да оди тоа строго преку кофишопови и се вели дека тоа ќе отвори многу места фабрикиве, факт е дека отвараат многу нови работни места, каде што платата е надпросечна, но кофишоповите не сум сигурен дека имаат таков капацитет, па дури теоретски за нула нови работни места, затоа што многу од нашите кафулиња би се и преориентирале кон тој бизнес и дискутабилно е дали ќе отворат нови работни места, а ќе има можност за создавање на голем бенефит и мене ме плаши, затоа што на политичари не верувам. Две замки. Затоа што само една секунда. Значи сите ќе се преориентираат бифењата на... Не, сите нема се преориентираат. Па добро, 90%, тоа е нашиот општествен и социјален амбиент. Не, и јас сакам да ми дозволите да завршам, да мене ми е следно ме плаши. Премиерот вели дека ќе има строги услови, но ќе бидат тие еднакво достапни за сите, но еднакво достапни е многу вака растеглива категорија, затоа што и сега има еднакво достапни за отварање на бизнис за медицински канабис, па кој има 1 милион евра да вложи. Еве, јас сум припаѓам нова конзервативна структура, што е сосема нормално, но ја ве прашувам, 6 заклучок, да се воспостават социјални програми за ресоциализација. Так. Тоа значи ресоциализација за оние што отслужувале, за оние што се зависни. Зашто е ресоциализација? Не постои зависност од канабис. Значи не постои. Па зашто тогаш постои ресоциализација? Ресоциализација на луѓе кои што се гонети кои што се прво неосновано гонети и кои што биле уживатели, значи тука ги исклучуваме оние кои што продавале и кои што трпат здравствени, социјални и друг тип на проблеми од неоснован прогон, па и леже на казни затвор. Јас сум видел пресуди за 10 грама канабис од 2 години затвор и за 10 грама канабис. Ако некој дилер има 10 грама канабис, тогаш тој е пропаднат дилер, бидејќи тоа е сигурно за лична употреба и сега воздава со осудат на 2 години затвор, каде што и многу други наркотици ќе ви бидат подостапни, сигурно дека ќе ви треба помош за да стане таа нозе. Добро, на крај Јанаки Митровски адвокат. Оваа динамика кога може да се очекува да речем да заврши со еден комплетен социјално производен пакет? Веројатно тоа ќе се случи во 2022 година, затоа што ние се договоривме во работната група на последниот состанок дека ќе се состануваме се до средина на јули, ќе се состануваме по 2 пати неделно, за да се убрзаат малку работите. Водиме независно од работната група, имаме настан на 30, ве поканувам вас како поконзервативен, нели? Како што сам се декларирате, на 33
во комитетот на катната гаража Тодор Александров Карчи Беко, заедно со Хелсиншки и со подршка на повеќе невладни организации, организираме панел дискусија за декриминализација Добро, на кога канабис. ваков конзервативен Чомовски ќе влезе кај либералниот Јанаки, може да очекувам дека вашиот син или дете ќе ми врзе цигара една канабис? Мојот син има 6 години, така Ама да тоа ја се надам дека живеем уште 10 барем тоа да го доживеам. Видете вака, тоа е ова е трик прашање кој што го употребуваат сите вака што се конзервативни како вас. Јас моите родители не ги прашав за дозвола кога почнам да конзумирам канабис. Предпоставувам дека моите деца нема да ме прашаат за дозвола. Добро, фино, ќе испијам кафе додека не дојде канабис цигарите од Јанаки. Не го правете тоа од Сабајле, ако имате работа, не конзумирајте канабис од Сабајле, јас сум многу реален човек, тоа правете во слободните часови кога не сте оптоварен со работни обврски.